Би трябвало да го имам колегата Николай Крастев от София на телефон. Се обидовме да възпоставиме и Zoom връзка. Николай, не успя со Zoom да се видиме, ама еве ќе се чуеме на телефон. Јас мислам дека ќе се чуеме, не е проблем тоа. Добро утро. Добро утро, поздрави од Скопје. Какво е времето во Софија утринава? За сега е слънчево, хубаво е времето, ама кажаха дека вечерва ќе биде веќе ќе врле. Така е, есента да доаѓа. Да искористиме што можеме уште денеска, од утре веќе есен, така е. Апсолутно, да, барем така ќе изгледа. Николај, јас те заболив да се чуеме утринава, бидејќи од Софија имаме, ми се чини, почнува еден период во кој што неколку теми ќе доминираат, па можеби во еден регионален контекст. Значи, велам, во Софија се конституираше една нова иницијатива, продолжуваме понатаму, на министерот за економија Кирил Петков и за финансии Асен Василев. Се работи за партија или за движење? Това е коалиција, която обединува две партии и само така можеше да стане тая работа, да има преко две партии да се направи коалиция с това име Продължаваме промяната. И това е ключното в този момент, че през тази партия, на която на българските социолози дават на самия старт 9-10%, може да се наистина получи нещо много сериозно, някаква наистина сериозна промяна. Проценките на самите двама бивши министри дори могат да получат и до 25-30%, което е така много сериозен елемент, който показва, че нова партия, нова коалиция се ражда на политическата сцена на България. Гледаме и во изборите во Германија, германците традиционално, историски гласале за партии, сега почнуваат да гласат за личности, што за Германија е големо поместување. Во Бугарија веќе акцентот се личностите. Луѓето гласаат за личности без разлика на партиите. На поделбата сегашна на самите партиски влијани и гласови во општеството е таква што Бугарија мора и на трети избори да излезе, бидејќи е блокирана можноста за правење коалиции. Прво да те прашам, бидејќи на крајот сите математики статистички предпоставуваат дека без социјалистите тешко ќе се направи следната влада, дали за ова движење или партија, коалиција која што го прават Петков и Василев, стои председателот Румен Радев? Какви се неговите позиции? Той официално не е кажал до сега дали стои за този политически проект. Обаче има политолози в България, които казват, че именно това е неговото тестиране на политическата сцена в България, да има своя партия, директно своя партия вътре в Народното събрание, 47-то Народно събрание. Има много предположения дали наистина е така този проект, но самото движение, промяната продължава. Казаха, че подкрепят Румен Радев за президент. Може би, вероятно, няма така да разберем директно дали са проект на Румен Радев, но при всички положения знаем, че много близко до него функционират. Николай, оно што понатаму ме интересира е што се случува со Слави Трифонов? Се чини дека тој ја губи поддршката с која што ја освои на минатите избори, а гледаме по статистиките дека ГЕРБ повторно се искачува на првото место. Каква е таа динамика, бидејќи Слави во еден пост на Фейсбук, тој комуницира со јавноста преку Фейсбук, пред некоја вечер повторно објави дека не доаѓа предвид никаква коалиција ниту со ГЕРБ, ниту со социјалистите, има проблеми и со Демократска Бугарија да направи и така натаму. Која е позицијата сега на Слави Трифонов и зашто всушност тој се залага на следните избори? Слави Трифонов, според всички проучвания, започва много сериозно да намалява своя процент на доверие с близо 7 до 8%, което не е изключено да се прехвърли в коалицията на промяната продължава на двамата по-раншни министри.
Те ще получат също и гласовете на още няколко партии, дори на Демократична България, и се предполага, че те могат да бъдат заплаха и за Демократична България. Но в крайна сметка, само нека да кажа, че се очертава да има коалиция между Демократична България и Промяната продължава, а вероятно и между по-малката формация на Мая Манолова и господин Бабикян. Това са така възможностите за бъдеща коалиция. Сега, разбира се, тук ключовия момент е корупцията. Дали партията Движението за права и свободи в крайна сметка ще бъдат онзи елемент, който ще признае, че заради техният близостта им с олигархът на господин Пеевски, те могат да се отделят от него и да бъдат самостоятелни, а не свързани с него. Тук е ключовият момент. Дори Кирил Петков само преди няколко дена каза, че това ще бъде теста. Реформата в съдебната област и дали на ДПС, ако говорим за ДПС, Движението за права и свободи, ще могат да се отречат от Делян Пеевски. Да подсетиме само за македонската Делян Пеевски е един контроверзен бизнисмен, еден од побогатите луѓе во Бугарија, кои што веројатно и најбогатите, имаме ние такви овдека, па се надпреваруваат кој е побогат. Некои од нив имаат и бугарски државјанства, пате биде речено. И тој е една контроверзна личност кој што учествуваше во низа сомнителни сделки, беше баран со потерници, му пропадна и банки, влијател низ медиуми и така натаму, на крај се приближи кон ДПС, кон би рекол таа формација за да се обиде да се спаси и сега во проекциите за постизборните коалиции се бара нивно дистанцирање од него, а тоа ќе биде тешко бидејќи кој знае колку пари се потрошени на тој проект за да воопшто може да се смета на следната коалиција. Николај, ќе имаме ние прилика за ова уште прилично да разговараме и пред и по изборите. Сакам само последното прашање да те прашам, не е за односите Македонија-Бугарија, бидејќи тие ги следиме на дневно ниво и сме прилично up to date за тоа што се случува, но нешто друго ме интересира. Бугарија е во сред еден енергетски удар кој што почнува да се шири низ цела Европа, бидејќи сметките за струја на фирмите и за газ во септември беа 2 до 3 пати повисоки, за октомври гледам дека софиските медиуми најавуваат дека ќе бидат уште повисоки. Тоа е еден тренд кој што се случува во цела Европа, Британија е во сред криза, Грција и Шпанија одобруваат дури и државни субвенции за премавнување на овој период и така натаму. Каква е состојбата со енергетиката и со растот на цените? Ето това е един много сложен въпрос сега, който е пред българската енергетика. Как ще изглежда? Дори проектите са за поскъпване на парното в България и до 20%. Удар на бизнеса в България, защото сметките за ток се повишават драстично и се барат дори оставката на министра на енергетиката, именно от Мая Манолова. Ще видим дали председателът на Бугария, който денес трябва да се прияви за председателските избори, денеска да се появи неговия инициативен комитет, дали той ќе смене министърът на енергетика, пошто тая влада е техничка влада, која бира председателот. И аз лично мислям дека нема да промени своя министър. Но истината е, че проблемът е много сериозен. Българският бизнес бара компенсации от владата и да видим дали ще стане. Ама това е голям проблем фактически, защото се говори за затварянето на 2 топоелектрически централи с оглед преминаването към поетите ангажименти за Зеления пакт на Европейския съюз. И тук е ключовия момент как да стане това преминаване по-плавно и как да бъде използвана енергията на възобновяемите източници, така че да не пречи на бюджета на обикновените хора.
Да, ќе видиме бидејќи и Газпром најави дека ќе го зголеми производството и спораката на газ за Европа, а Бугарија е прилично зависна низ своите гасоводи практично од рускиот газ и тоа е нешто што ќе видиме како ќе се одвива во месец септември, октомври. Тук е сега точно това, защо двамата служебни бивши министри, които сега правят партия, те точно това питат, защо България трябваше да чака да се случи това нещо, а да не пусне газопровода от Гърция към България, откъдето идва азербайджанският газ. И защо България е построила газопровод към Сърбия, а не осигурила газопровода си към Гърция. Така че тук е този дневно-политически контекст, който ще обясни защо тази геополитическа ситуация така влияе върху енергийните цени в България. Добро, што е право, со својата политика ГЕРБ навистина, колку што мене ми е познато, над 90% од капацитетите за пренос на газ во бугарските гасопроводи, во цевките, практично продаден на Газпром за наредните 10 години. И тука прилично е блокирана таа ситуација, колку е маневарскиот простор сега на Бугарија, особено со ова доцнење со поврзувањето со Грција и гасоводните линии од таму, бидејќи тој газ е поинаков, не е руски, туку тече по други токови, сега да не влегуваме во детали. Николај, благодарам за ова вклучување утринава во утрински брифинг. Се чини дека драмата политичка во Бугарија ќе продолжи на следните избори. Можно ли е за крај да те прашам просто да се повтори целата блокада како што се случуваше на двата претходни избори? Напълно е възможно България да има и нови парламентарни избори в началото на следващата година. Всичко зависи от това как ще се разпределят политическите сили. Но все ми се иска да вярвам, че България завършва този сложен етап от своето развитие през тази година с 3 последователни избора. И се надявам, че в крайна сметка, но залога е голям. Има предположение, че може би българските социалисти могат да се разцепят на две. Едните, които поддържат президента Румен Радев, другите, които вероятно няма да го подкрепят напред в времето. Много неща са възможни да се случат на българската политическа сцена, но тя ще бъде много динамична през следващите поне 3 месеца. Николај Крастев од Софија, благодарам за ова вклучување. Сичко хубаво, како што велат българите, надевам се дека ќе се чуеме и во наредниот месец, кога партиската клима, партиската сцена ќе стане уште подинамична.